Слушнавме вечерва за информации кои што се клучни и кои што се чиста вистина, кои што Господ ја зборува преку Неговото писмо, Светото писмо или Библијата. Вечерва сте тука дојдени, некои знаете малку повеќе за Исус Христос, некои знаете малку помалку. Но она што треба да знаете е дека без разлика на нивото и степенот колку вие знаете, Господ вас ве познава. И токму заради тоа што ве познава, не случајно стои вечерва овдека, за да слушнете што Тој сака вие да дознаете и како да продолжите во вашиот живот, во единство со Него, бидејќи без Него живот нема. Амин. Вечерва сакам да споделам, слушнавме за Исусовата жртва, слушнавме паралела од Стариот Завет и Новиот Завет. Меѓутоа треба да знаеме колку скапоцена е жртвата на Исус, односно делото што Тој го изврши на самиот крст заради нас. Додека беше Исус на крстот, кажа 7 изјави. Јас нема сега оваа вечер да се фокусирам на тоа, туку ќе се фокусирам на воскресението Исусово. Само ќе ги спомнам изјавите кои што верувам дека вие ги знаете. Во момент кога беше омаловажуван, плукан, измачуван, крвав, во момент кога беше гол и посрамотен пред сите и неправедно обвинет, Исус кажа: прости им, татко, не знаат што прават. Ова е првата изјава додека Исус висеше распнат на крстот, кое што е одлика на љубов, односно љубовта се покажува на дело. Ако некој вистински има љубов, тој прво што прави ја простува повредата од спротивната страна. Кој го распна Исус? Го распна кој? Евреите, римјаните, војската? Кој друг? Кајафа? Народот? Но го расправме сите, ние го распнавме. Тој дојде заради нашите гревови. Ние со нашите дела и постапки го распнавме Исус. А тој кажа: прости им, татко, не знаат што прават. Љубовта триумфираше во тој момент додека него му беше најтешко. Треба да знаеме дека Исус беше 100% човек и болката ја чувствуваше. Но и 100% Бог. Сепак, и покрај тоа што е Божји син, тој се понижи себе си како слуга. За кого? Заради тебе и мене, заради сите нас. Ова значи кога ќе помислиш дека си глупав, дека не си убав, дека не си вреден, треба да знаеш дека толку многу си скапоцен за Бог, што Таткото Господ Небесен го испрати својот син Исус за ти да бидеш спасен. Втората изјава која што Исус ја кажа на крстот, знаете дека имаше разбойници, крадци кои што беа распнати од лево и од десно. И го кудеа, зборуваа лошо, но едниот го одбрани Исус и рече: ние заслужуваме казната зашто сме распнати. А он е праведникот, он не заслужи. Исус што му кажа? Денес ќе бидеш со мене во рајот. Тука гледаме една паралела помеѓу двајца кратци. Едниот крадец беше бесен и гневен, огорчен и ништо не разликуваше ни добро ни лошо, и по доброто и по Исус кудеше со лоши зборови. А другиот крадец согледа, другиот разбойник што беше распнат, согледа дека они праведно се обвинети, ама дека Исус е Божјиот син, дека е праведник, и му рече на другиот: зарем ти немаш страхопочит кон Бога да зборуваш вака за овој праведник? И видовме дека во срцето на тој крадец, во таа сцена, дека тој крадец се покаја. Исус што кажа? Уште денес ќе бидеш со мене во рајот. Кој крадец ќе биде мене? Огорчениот кој што вика: Господе, ме заборави, те нема нигде? Или ќе бидеме оној кој што се понизува и кој што вели: ја заслужив да бидам казнет, но ти си свет и праведен. И Исус ти одговара: уште денес ќе бидеш во рајот. Третата изјава која што Исус ја кажа на самиот крст беше моментот кога Марија, неговата мајка, го гледаше распнат, гол, посрамотен,
Нејзе срцето и се распаруваше и плачеше, и тоа што беше едно пророштво го чула уште кога го носеше својот син да го посвети на Бога во храмот заедно со Јосиф. Имаше еден пророк кој што се викаше Симон, и тој што и кажа? Кажа дека Исус е Месијата и кажа дека таа болка што таа ќе ја дочека ќе биде како нож кој го распарува срцето. Тоа и се случи, до неја стоеше омилениот ученик на Исуса, тоа е Јован. И што се случи? Додека Исус висеше на крстот, тој кажа, жено, еве ти син, синко, еве ти мајка. Зошто тоа го направи? Заради тоа што во Стариот Завет, во законот, во Божиот закон, кој што го читаме преку Мојсе, јасно кажува дека првородениот од семејството има задолжение да се погрижи за своите родители. Исус го исполни законот, дури и кога висеше на крстот и кога му беше најтешко, мислеше за другите, не за себе. Четвртата изјава беше Ели, Ели, лама шавахтани, што значи Боже мој, зошто ме остави? Исусот тој повик искажа дека он беше изоставен, односно отфрлен од Бога. Зошто? Бидејќи Бог е свет и праведен. И не можеш грешен да влезеш во Божјото присуство. Ама Исус е праведен, во него немаше грев. Но кога Исус висеше на крстот, тој се идентификуваше со човештвото. Тој го зема гревот на човештвото врз себе. Во тој момент тој ја почувствува таа отфрленост и таа неможност да биде во Божјото присуство и во единство со Таткото Небесен. Таа болка беше многу поголема отколку физичката болка што Исус ја трпеше. Зошто? Бидејќи Исус беше во комплетна зависност од Отецот Небесен во текот на целата своја мисија. Петата изјава е жеден сум. Изјава која што во тој момент ние ја разгледуваме така подлабоко заради тоа што висењето на крст не е брза смрт, тоа е умирање бавно, со измачување. Исус ја покажа својата човечност во тој момент, својата човечка слабост, кога кажа жеден сум. И се согледува физичкото страдање дека било во целост. Но жетта има и многу подлабоко значење. Се сеќавате, Исус кажа кој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие, и од неговата утрова ќе потечат живи реки. Се сеќавате во средбата со жената Самаријанка и кажа кај бунарот, кој пие од оваа вода, пак ќе биде жеден, но кој ќе пие од водата што јас, ќе му ја дадам. Има да ожедни. Шестата изјава на Исус кажува Исус се сврши. Исус не кажа готов сум, кое што значи пораз и предавање, туку кажа се сврши, кое што на грчки е телетестај. Тоа е фактот што Исус умре, но не остави незавршена работа зад себе, односно она за кое што тој дојде, тоа и го исполни. Слава на Бога. Седмата изјава, кога тој веќе целосно завршува со земскиот живот, извикува: Небесен Татко, во Твоите раце го доверувам мојот дух. Што значи од оваа изјава? Тоа значи дека Исус се даде себе си доброволно на неговите убийци. Он доброволно ја прифати таа мисија, таа задача да биде пасхално жртвено јагне за сите нас, за нашите гревови. Но овој момент тој се посвети себе си во рацете на Бог Отецот. Покрај чувството што го имаше на отфрленост, тој во тој момент знаеше дека Бог ќе одговори на неговите очекувања. Со својот здив Исус ги испушта последните зборови, кои што се зборови на комплетна вера, односно послушност и целосна посветеност кон Таткото, како што цел живот правеше. Тука прашањето би можел да го поставам дали ние така се предаваме себе си, својот дух. Имено ние така можеме да го предаваме својот дух и најчесто тоа го прават луѓето кога умираат, но дали тоа го правиме секој ден, како што Исус тоа го правеше. Исус умре за нас, за ние да живееме. Но тука не завршува. Тука не завршува ништо. Тука почнува целата работа. Многу луѓе го перцепираат, го разбираат Исус дека е само учител. Некои го доживуваат како пророк, додека други како Господ и Спасител. Библијата тоа ни го објавува.
Нашата вера се заснува на сето тоа што е пишено во Светото Писмо, а во Светото Писмо пишува за неговите зборови, неговото дело на крстот, неговата смрт и неговото воскреснување. Луѓето веруваат во Исус дека постои, дека е Божји син, но не веруваат во воскреснувањето бидејќи не разбираат многу за воскреснувањето. Иако Великден е еден од најголемите христијански празници, сепак познанието за воскреснувањето не е толку присутно меѓу луѓето. Тоа е нешто кое што сакам вечерва да го споделам накратко со вас. Некој може да се запишуваат, некој може да користат други начини за да си ги запамтат тие белешки или тие информации. Воскреснувањето на Исус Христос значи дека ние сме оправдани пред Бог. Во Римјани 4 глава 25 стих вели: кој беше предаден на смрт за нашите гревови и беше воскреснат за ние да бидеме оправдани. Значи, Исус беше предаден за кого? За нашите гревови. Беше воскреснат зошто? За ние да бидеме оправдани. Амин. Соодветно, целото човештво е одделено од Бога заради гревот кој што го наследивме преку Адам и преку Ева. Потребен беше некој кој што ќе го помери целото човештво со Бога. Некој кој што е безгрешен. Таков човек немаше до тогаш. Затоа Бог одлучи да го даде својот син како жртва помирница за нашите гревови. Во Римјани 3 глава 22 до 25 стих вели дека пред Бога можеме да се стобиеме со праведност само преку вера во Исус Христос, а тоа важи за секој што верува, бидејќи меѓу луѓето нема никаква разлика, зашто сите сгрешија и никој не успеа да ги достигне Божјите возвишени стандарди. Но поради својата милостлива благонаклоност, Бог не прогласува за праведни. Оправданието ни е подарено преку откупот, што за нашите гревови го плати Исус Христос. Него Бог јавно го испрати да биде помирителна жртва за оние што со вера го прифаќаат тоа. Бог ни покажа дека беше праведен во минатото, кога трпеливо преминуваше преку гревовите на луѓето, за потоа да ги наплати преку жртвуваната крв на Исус. Знаете дека Господ е праведен и неговиот гнев заради тоа што не се пазеше неговиот закон требаше да биде задоволен. Неговата правда требаше да биде задоволена. Сиот негов гнев го истури врз Исус додека Исус беше распнат. Зошто, со која цел? За потоа ние да бидеме ослободени од Божјата казна. Затоа е привилегија да веруваш во Исус, бидејќи веќе не си под Божја казна, туку под Божји благослов и милост. Второ, воскреснувањето на Господ Исус Христос ни покажува дека Тој ја победи смртта. Амин. Вели во Римјаните 6 глава 23 стих, зашто платата што ја дава гревот е смрт. Односно, ако грешиме, тоа води кон смрт. Смртта може да биде физичка, која што ја знаеме, сите сме осознале и се случува, но постои и вечна смрт. Вели, а подарокот што го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот. Господ сака да имаме сите ние вечен живот, но некои луѓе не го прифаќаат Исус Христос и сами одлучуваат дека сакаат да умираат во вечна смрт. Затоа е важно да се осознава дека со грев не може да се оди во рајот и да се има вечност. Напротив, се оди во вечна смрт. Она што е важно во 1 Коринтијани 15 глава 55 до 57 стих вели: О смрт, каде е твојата победа? О смрт, каде е твоето осило? Гревот е осилото на смртта, а силата на гревот почива врз одредбите на Божјиот закон. Но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос и треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Амин. Трето, воскреснувањето на Исус Христос значи дека Исус со смртта го порази и ѓаволот. Во Евреите 2 глава од 14 и 15 стих вели: бидејќи чедата, како што тој ги нарече, се луѓе од крв и месо, тоа сте вие, и самиот Исус стана како нив, со цел преку својата смрт да го уништи ѓаволот, кој ја има власта над смртта, и да не ослободи сите нас кои цел живот живеевме како робови на стравот од смртта. Што ова значи за нас?
Ова значи дека ѓаволот нема право со смртта да не плаши, ниту да не прогонува заради тоа што веќе за нас смртта е премин од овој живот во прегратките на нашиот Господ и Спасител. Слава на Бога! Воскреснувањето на Исус Христос значи дека верниците се во единство со Него. Имено во Римјани 6 глава 4 и 5 стих вели: кога се крстивме, ние не се мисли на крштевање како символ, него се мисли на крштевање кое е покајничко крштевање, кое што го вршеше Јован Крстител. Луѓето се кајат за гревовите и со водно потопување влегуваат во вода, која што е символ нели за земја, односно гроб, и излегуваат од новородени, крстени во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Вели стихот: кога се крстевме, ние умревме и бевме погребани заедно со Исус. Па како што Христос потоа воскресна од мртвите со помош на величествената сила на небесниот Татко, така и ние по крштевањето да зачекориме во еден нов живот. Ако на ваков начин се придруживме во Христовата смрт, ќе воскреснеме и ние како што воскресна Тој. Амин. Дали знаете ова што значи? Ова значи дека ќе воскреснеме. Јас сакам да воскреснем. За вас не знам. Ама Словото вели дека ова е обезбедено за сите нас. Ако сме се крстеле како што е кажано во Словото, ако сме погребани како што Исус нели е погребан и веќе не живееме за себе, туку живееме за Бога, односно Исус живее во нас, тогаш како што Исус воскресна, така и ние ќе воскреснеме. Воскреснувањето на Христос ја потврдува и вистината на Светото Писмо. Имено во Стариот Завет се пророкува, уште 700 години пред Исус да дојде од пророкот Исаија, дека ќе дојде Месијата. Месија значи помазаникот, односно Спасителот, определениот од Бог кој што ќе обезбеди спасение за сите. Тоа го пишува во Исаија, но исто така и во псалмите се спомнува, се зборува за самиот Исус. Вели во стихот: зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање, гниење. Ки ми го покажеш патот на животот, во твоето присуство има полнота на радоста, десно од тебе вечно блаженство. Кое што говори за Исус. Потоа вели, нели во самото слово, како читаме од Стариот Завет, па потоа кон Новиот Завет, во 1 Коринќани 15 глава, 14, 17 до 20 стих вели: а ако Христос не воскреснал, пазете внимателно, тогаш се без основа и нашето проповедање и вашата вера. Ако Христос не бил воскреснал, бидејќи многу луѓе нели зборува дека не бил. Еве апостолот Павле што вели: тогаш вашата вера е безвредна, вие сте и понатаму под осуда на вашите гревови. Тоа би значило дека и луѓето што починаа со вера во Христос се неповратно загинати. Ако ние се надеваме на Христос само за овој живот, тогаш ние сме најмизерни од сите луѓе на светот. Но Христос воскресна од мртвите, вели апостол Павле со извичник. Тој стана прв плод од големата жетва на сите што ќе бидат воскреснати од мртвите. Амин. Воскреснувањето на Господ Исус Христос докажува за тоа кој е Исус. Имено што се однесува до неговата божествена светост, огромна сила потврди дека тој е Божиот син, кога Бог го воскресна од мртвите. Тоа е Исус Христос, нашиот Господ, вели. Преку него и во негово име Бог ни ја даде таа привилегија да бидеме негови апостоли и да ги повикуваме луѓето од сите народи да веруваат во Бог и да му бидат послушни. Тоа е Римјани 1 глава 4 до 5 стих, послание до нив од апостолот Павле, каде што типично објаснува дека таа сила воскресенска, која што го воскресна Исус, е указ, односно доказ дека тоа е Исус Христос, нашиот Господ. Амин. Воскреснувањето на Исус Христос значи дека Светиот Дух ќе биде излеан во срцата на оние кои веруваат во Него. Што тоа значи? Вие знаете дека Исус откако воскресна, се појавуваше на учениците, меѓутоа потоа се вознесе на небесата и седна одесно од престолот на Отецот Небесен.
Кажа Исус, нели, дека ќе го испрати утешителот, кој што е Светиот Дух, кој што доаѓа од Таткото Небеси. Во Дела апостолови 2 глава 33 стих вели: откако беше вознесен и поставен од десната страна на Бог и откако го прими Светиот Дух што му беше ветен од небесниот Татко, го излеа врз нас, како што вие сега гледате и слушате. И веќе знаеме на денот на Педесетница дека Светиот Дух се спушти, кога учениците беа собрани сите и се појавија како огнени јазици и тие започнаа да говорат на тие непознати јазици. Односно, примија сила од озгора, сила за да сведочат за Исус Христос. Таа сила ја дава Светиот Дух, кој што ни дава храброст и јавно да сведочиме за Исус. Знаете, не се охрабрени луѓето да зборуваат за Исус. Смета дека е забегано, дека е секташки, дека е ненормално. Меѓутоа, јас од овој свет, тоа што го гледам и што го искусувам, тука нема нормално. Се е пореметено, овој свет болува и се распаѓа. Единствен надеж на овој свет е Исус Христос. Не само за оваа генерација, туку за целото човештво. Единствен начин за спасение е кога човек ќе осознае кој е Исус и ќе го прими во своето срце. Без Исус нема живот. Воскреснувањето на Исус Христос дава на христијаните жива надеж. Што ова значи? Да ти бидат простени гревовите, да бидеш оправдан од совршениот праведен судија Бог, тоа дава големо олеснување во срцето, затоа што кога ќе се појават, кога ќе дојде судниот ден и кога ќе се појават сите пред Господа, тогаш ќе се случува секој да добие според своите постапки и дела. Меѓутоа, христијаните се тие луѓе кои што од непријатели на Бога преку Христос се опростени од гревот, оправдани, посинети и веќе се здобиваат со вечен живот по милоста на Бога, а не според нивните добри дела. Во Прво Петрово послание, 1 глава, 3 и 4 стих вели: благословен нека е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој поттикнат од својата огромна милост одново не роди. Сега живееме со надеж која произлезе од воскреснувањето на Исус Христос. Очекуваме наследство што не се распаѓа, неосквернето што не вене, тоа наследство Бог го чува за нас на небото. Преку Исус, Отецот небесен на Исус, стана и наш Отец, односно и наш Татко. Вие знаете дека родителите оставаат имот на своите деца, стан, куќа, нива и така натаму. Меѓутоа, сето тоа наследство се распаѓа, додека нашиот небесен Татко ни дава едно прекрасно наследство кое што е неосквернето и кое што не се распаѓа. Амин. 9. Воскреснувањето на Господ Исус Христос значи дека и ние ќе бидеме воскреснати. Го спомнавме еднаш, но ова треба да се втисне во нас. Имено, во 1 Коринтијани 15 глава 20 до 22 стих вели: но Христос воскресна од мртвите. Тој стана прв плод од големата жетва на сите што ќе бидат воскреснати од мртвите. Како што смртта дојде на овој свет преку еден човек, Адам, така преку еден човек дојде и воскресението на мртвите, имено преку Христос. Како што сите умираме поради нашата поврзаност со Адам, така сите што се поврзани со Христос повторно ќе оживеат. Дали сте поврзани со Христос? Тоа значи дека кога ќе заминете од овој свет, ќе се случи овој момент што го прочитавме овде. Сакате да слушнете повеќе? Така е, во 15 глава на 1 Коринтијани, многу стихови зборува целата глава за тоа, вели слично ќе биде и со воскресението на мртвите. Се закопува распадливо тело, а ќе воскресне бесмртно тело. Се погребува истоштено, грдо, слабо тело, а ќе воскресне славно и силно тело. Се погребува материјално тело, а ќе воскресне духовно тело. Како што постои материјално тело, така постои и духовно тело. Ќе ви откријам една тајна. Сите нема да доживееме физичка смрт, но сите ќе бидеме преобразени. Тоа ќе се случи брзо, за еден миг на окото, кога ќе се огласи последната труба. Починатите Христови следбеници ќе бидат воскреснати во бесмртни тела, а ние што сме живи ќе бидеме преобразени исто така во бесмртни тела.
Кога нашите распадливи тела ќе се преобразат во нераспадливи и смртното ќе стане бесмртно, тогаш ќе се исполни она што е напишано во Светото Писмо: смртта е уништена и победата е целосна. Алелуја. Ова значи дека ако имате починати луѓе кои што се верници во Христос, да знаете дека имаме жива надеж. Да знаете дека и вие, ако се плашите од смртта, дека ќе гниете во земја, вие имате жива надеж. Вие имате ветување, вие имате факти, кои што Господ ви ги зборува на време, и тие факти треба да го огреат вашето срце и да дадат светлина на вашата вера. Десетиот факт, воскреснувањето на Господ Исус Христос значи дека Христос ќе го суди светот во праведност. Во Дела апостолови 17 глава 30 до 31 стих вели: не земајќи го предвид времето кога луѓето не го знаеле ова, Бог сега им порачува на сите луѓе насекаде да се одвратат од идолите и да се свртат кон Бог, зашто тој го има одредено денот во кој праведно ќе му суди на целиот свет, преку човекот што за тоа го определи и уверливо го потврди, воскреснувајќи го од мртвите. Што значи дека воскреснатиот човек имено Исус е тој кој што е определен за тоа што праведно ќе му суди на овој свет. Затоа е важно да сватите ова, дека целиот свет ќе биде осуден и сите луѓе ќе даваат сметка за сето она што го сториле во својот живот. Неверниците ќе бидат обвинети за кршењето на Божјите заповеди, Божјиот закон, соочувајќи се со Божјата казна, која што знаете дека е праведна, и ако скршиш некој закон, ако не го почитуваш Божјиот закон, казната за тоа носи смрт. Верниците во Христос пак ќе дадат отчет за се што сториле, но ќе бидат наградени за секое сторено дело врз основа на нивната вера. Знакот кој што го потврдува ова од Божја страна е воскреснувањето на Исус од смртта. Ако луѓето не веруваат во Исус Христос, овој суд ќе им биде причина за голем страф и трепет пред Бога, зошто заради тоа што ќе го вкусат директно Божјиот гнев и ќе го искусат тоа вечно страдање кое што Библијата го објаснува. Од друга страна, има луѓе кои што мислат дека веруваат во Исус, но веруваат на свој начин. Хоби. Си мислат дека веруваат на правилен начин и често пати за своите грешки велат: за ова не се умирало, за ова не се оди во пеколот, и така за ова не, за она не, за ова не, но си веруваат и мислат дека се верници, бидејќи веруваат на некој свој начин. Библијата ги има стандардите и критериумот, указот како ние треба да веруваме на начинот кој што Бог ни го покажува да веруваме. Не според нашите идеи, замисли, стратегии, традиции или обичаи. Соодветно, треба да знаеме дека Бог е љубов, меѓутоа Бог е и праведен. Соодветно, ако ние живееме во грев, ние сами се осудуваме да бидеме надвор од Неговото присуство. Ти штом не си во закрилата на Господа, тогаш непријателот, обвинувачот, односно ѓаволот, има право да те демне, да те заведува и да те повредува, бидејќи тој е авторот на гревот. И ако вие вршите грев, вие му отварате врата на тој непријател во вашиот живот, соодветно ги користите неговите авторски права и он ќе си го земе тој данок за направениот грев. Но Исус ви обезбедува спасение, ви обезбедува очистување од гревовите само доколку го примите во вашето срце, и тоа се случува преку вера во Него и во делото што тој го стори на крстот. Она што е исто така клучно да го знаете е она што Исус го зборува во Јован 11 глава, 25 и 26 стих. Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Веруваш ли во ова? Веруваш. Кога веруваш веќе во Него, твојата вера, да, таа доаѓа од слушањето на Божјото Слово,
Но таа вера треба да биде потврдена со дела, со постапки. И јас можам да кажам дека те сакам, но ако јас те игнорирам, ако јас не се грижам за тебе, ако не ми стало за тебе, тогаш таа љубов што јас ја кажувам дека имам за тебе е лицемерие. Односно ти велам, многу те сакам, а тоа не го покажувам со постапки, соодветно тоа љубов ли е? Ако кажувам дека верувам на некого, јас ќе верувам на некого што го познавам. Јас не можам да верувам на некое непознато лице, на некоја личност. Ми се јавува по телефон и ми вика, јас сум тетка ти. Дојде да се видиме на кафе, да ти дадам нешто. Јас не верувам на таа личност, таа не е тетка ми. Дали ме разбирате? Така да вие не можете да верувате во некого кого не го познавате, но имате привилегија да го запознаете Исус Христос. Се запознавате со Него, читајќи од Библијата. И кога верувате во Исус, кога ќе го запознаете, ќе можете да верувате во Него, да разберете каков е Неговиот карактер. Една личност ќе ја проследиш каква е според постапките што ги врши, според однесувањето и според зборувањето. Така кога читаш од Библијата, ги читаш зборовите на Исус, делата, постапките на Исус, Неговото однесување. И ти го запознаваш како личност. Тогаш знаеш со кого ти разговараш, со кого ти си повикан да имаш релација. Штом го запознаеш Исус, тогаш можеш да му веруваш. И тогаш можеш да му го предадеш своето срце, својот живот, својата душа во Негови раце. Затоа е важно вашата вера да не биде заснована само на празни приказни или празни зборови. Верувам, верувам, верувам. Ако веруваш, таа вера треба да биде заснована од Светото Писмо. Затоа што ќе слушате различни струења, различни учења, кажуваат за Исус од Индија, кажуваат за Исус не знам ваков, не знам таков Исус. Исус од Библијата е единствен. Другите Исуси кои што тие ги кажуваат, се Исуси од легенди, од нивни субјективни замисли. Господ не ни дава ние со некаква замислена личност да разговараме. Господ не повикува со Неговиот Син да разговараме, кој што е жив, и ако му се обратите, он ве слуша. Спремни ли сте? Вечерва тој ви зборува. Веруваш ли во Исус дека е животот и воскресението? И ако веруваш во Него дека нема да умреш, веруваш ли во ова? Затвори ги очите. Сети се. Сети се на стравот дека може би имаш рак. Сети се на стравот кога те гуши нешто, кога те обременува. Стравот за твоите најблиски, за твојата иднина. Кој ќе биде одговорот кој што ќе дојде од твоето срце? Јас верувам во Исус Христос, Синот Божи, мојот Господ и Спасител. Тој е животот и воскресението. И јас верувам во Него, што значи нема да умрам. И да умрам, ќе оживеам, ќе воскреснам, бидејќи Тој е жив и мене ме повика во живот. Во мене се пројавува Неговиот живот. Таму каде што е Исус не обстанува смртта, ниту болеста. Во мене живее Господ Исус Христос. Јас сум ослободен од смрт, ослободен од болести, ослободен од стравови и грижи и целосно сум посветен на Исус. Слава на Господ Исус Христос.